Благодарам, почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Предлагате амандман за обезбедување ваучери за наводна помош на домашниот туризам, а истовремено во изминатиот период одбивавте амандмани кои што се значат директна помош на туризмот, развој на домашниот туризам, кој е од голема важност за екзистенцијата на голем број мои сограѓани стружани, но и останатите граѓани кои живеат во туристичките центри во Република Македонија. Амандманите поднесени беа лично лани од мене за минатиот ребаланс, за предлог буџетот на 2021 година, сите без исклучок беа одбиени, најверојатно затоа што се поднесени од пратеник од опозицијата. Како што кажав, потекнувам од туристичко место, некогаш убавата Струга, а сега позната по тоа што Рамис Мерко препорачува да се прави пикник на дивата депонија. Внимателно го следам туризмот како една најбитна економска алка во мојот град, вклучително и во Република Македонија. И затоа на македонската јавност ќе се обидам да ја објаснам колку вие помогнавте на туризмот, не да се развие, туку да се уништи, колеги од власта. Вие, колеги од власта, наследивте наследен развиен туризам и ваша единствена задача беше истиот само да го одржувате. Но вие и тоа не можевте да го направите и во последните години туризмот во Македонија не да бележи пат, туку тотално е уништен. Напоменавте кои мерки ги презедовте во останатите пакет мерки, па еве јас ќе се обидам да ги образложам делот за доцнетите, недоречени и конфузни мерки кои ги презеде оваа власт во туризмот, што придонесе за затварање на голем број угостителски објекти и најголема невработеност токму во тој сектор. Прво, се формира несреќна група, координативна група која ќе го спасуваше туризмот, но од која не видовме ниту една активност, туку секојдневни препукувања и префрлање на топката на одговорност. Беше воведена повеќемесечна забрана за вршење на дејност за угостителските објекти. Први беа затворени, а последни беа отворени. Не постои континуитет на економските мерки со цел задржување на работните места и обстојување на деловните субјекти. При димензионирањето на пакет мерките не ги слушавте синдикатите, туристичките работници, работодавачите, хотелиерите, угостителите и коморите. Си пременуваше мерка за помош во исплата на минимална плата, која редовно беше задоцнета. Не ги опфаќаше сите месеци и врз чие спроведување институциите немаат целосна контрола. Со низа подзаконски акти и скриени намери се манипулираше со стопанството, посебно со недефинираност на мерката на реинвестирање. Трошоците поднос на најмнина, електрична енергија, вода, комунални услуги, телефонија, интернет, закупнина на јавна површина и други фиксни трошоци останаа непроменети. Барањата за протоколи на туристичкиот сектор заглавува на релација влада, комисија за заразни болести, цели 14 месеци не беа донесени. Донесовте протоколи кои беа селективни и нецелосни со забрана на организирани прослави, ограничен број на гости на една маса и скратено време до 18 часот. Овие протоколи ги опфаќа објектите кои располагаат со отворени тераси. И покрај сите напори на угостителите и хотелиерите, се уште не можат да добијат протокол со кој што целосно ќе се регулира нивното работење. Додека сите се придружуваат до прописите на нивните објекти, без донесени протоколи за работа, во меѓувреме во локалите на власта се организира журки без никаков протокол, илјадници млади и илјадници граѓани. Селективниот и несериозен пристап кој овие економски оператори резултираше со бројни испишани парични кривични казни, но и голем број заразени лица. Помошта од дополнителни 3 месеци за плата и придонеси на вработените во месеците октомври, ноември, декември и обврската наредните јануари и февруари да бидат со ист број на вработени, угостителите само ги донесе во фаза на банкрот и стечај. Се доделија ваучери за туризам, како што ги доделуваме нели и сега, со ниски примања, при што реализацијата на оваа мерка минатиот пат беше 61%. И искрено имаше многу сомнежи дека дел од ваучерите се препродаваат и завршуваат кај сопственици и угостители кои се блиски до власта. Тука има сомнеж за криминал, но во едно подобро време кога ќе се смени власта, верувам дека и тоа ќе се испита и за тоа ќе се сноси одговорност. На средбите со коморите не присуствува официјални представници на владата, туку тие средби беа со нивните соработници. Во делот на инвестиции на туризмот нема ниеден поголем проект, ниеден познат бренд во хотелиерството. Новата мерка со ваучери за туризам од 12.000 денари нели е предвидена за 1250 граѓани, еве сега ја надополнивме.
а средствата ќе се даваат по принципот прв дојден, прв услужен. 2,8 милиони евра за поттикнување на транзитниот туризам, односно за помош на при патување кон јужниот сосед. Распишавте тендер за пуштање на српските граѓани од 3 милиони евра, околу 3 милиони евра, можевте едноставно со нивната патна исправа или со нивната регистарска табличка. Понатака, петтиот пакет го одбележи кредитната гарантна шема, која економските оператори кои имаат забрана за вршење на својата дејност не можат да ја користат. Финансиска поддршка за хотели што функционираат надвор од туристичките места во висина од 64,6 милиони денари за 2021 година, што остава уште еден голем простор и сомне за злоупотреба на народните пари и ред други мерки, донесени без анализи и несоодветни согласно потребите на секторот и граѓаните. Во меѓувреме промовираат безбедна дестинација, без притоа да го зголемите масовното вакцинирање. Барем требаше на почетокот да се вакцинираат туристичките работници за да имаме една безбедна туристичка сезона. Не знам дали следевте, во минатата недела Корен до една од најголемите туристички агенции кои носи холандски гости во Република Македонија не оцени како небезбедна дестинација и повторно нема да имаме гости. И најпретежно хотелите во Струшко-Охридската ривиера, гостите ги полнат од тие агенции, околу 70%. Да ве подсетам, ветувавте брендирање на производи и развивање на бањски, геотермален, здравствен туризам, ќе се отвараа работни места, но сето од тоа ништо. Јас разбирам дека како во многу сектори во туризмот, пандемијата силно го погоди, но кога тоа ќе се спои со неспособноста на целата влада, туризмот нас ни е на апарати. Затоа сметам дека вашата загриженост е лажна за божемна помош на туристите и угостителите. Ако вие немате интерес, не помагате, сметате дека тоа во минатата година во предизборието донесе резултат и затоа претпоставувам дека сега истото го правите, но сите овие работи докажуваат дека вие немате реална грижа за туризмот. Вие цело време го игнориравте крикот за помош на туристичкиот сектор, дури на протест излегува пред владата, ама сите излегува, односно сите гранки, но тоа е одраз на вашите незрели политики кои за личен интерес го доведоа туризмот во Македонија да биде на раб на пропаст. Од наследена туристички развиена земја, каде што имавме и реклами по CNN, по BBC за нашите туристички места, го промовиравме секој вид на туризам во нашата република, сега дојдовме на ниво да молиме за туристи. И всушност и не молиме затоа што сега нема ниту рекламни кампањи за промоција на нашите туристички места, а веќе сме на средина на летната сезона. Така да, жално е кој било представник од власта да зборува за развој на туризмот, во исто време кога се отфрлат амандмани за насока на истиот. Јас, како што напоменав, сум од туристичко место во кое што депонијата е еден горлив проблем за кој што Рамиз Мерко повикува на ручек. Имаме проблем со водоснабдувањето во ек на туристичка сезона, нема притисок по хотелите и останатите сместувачки капацитети и во домовите во општина Струга и буквално, ама ништо не се презема во таа насока. Вклучително за доцнетите мерки, негрижата на локалната самоуправа, ненавремената имунизација доведоа овој сектор да ни биде на раб на пропаст. Мене ми е мило, јас што колку толку ќе се возможи на нашите сограѓани да летуваат некаде, затоа што секоја мерка вие што ја правите и секое поскапување земате директно од нивниот джеб. Дали тоа е со поскапување на цена за струјата, дали е со тоа за воведување на зелена такса, па еве малку од малку и оние кои што не можат, ќе ми биде мило доколку успеат да отидат на одмор, но со вакви задоцнети мерки, колега, нема да го развиеме туризмот. Благодарам.